Образованието во Македонија е на, ајде условно кажано, на колена со години. Не е само сега, кога нешто не штима, кога се вели дека е добро, имаме еден од ретките луѓе кои што често говори за аномалиите на образованието. Станува збор за поранешниот заменик министер за образование и наука, господинот Петар Атанасов. Добро утро. Добро утро. Професоре, деновиве сте актуелен со уште едно отворено писмо. Ова отворено писмо е упатено до актуелниот ректор на УКИМ, господинот Јанкуловски, имено во една постапка која што треба да се случи, ако не се лажам, во наредниот месец-два, треба да се избира нов ректор на УКИМ. Меѓутоа, според оно што вие го тврдите во моментов, таа борба е нерамноправна, затоа што самиот Јанкуловски има своја структура или прогнозира своја структура во Сенатот на УКИМ, при тоа укинати се роковите. Ајде да почнеме од тоа прво. Кога треба да се случат изборите и како е оваа процедура која што велите вие претходно важела 30 дена, сега е скратена само на 5 денови. Кој му го овозможува на актуелниот ректор тоа? Според Законот за високо образование има два временски рока или датуми за избор на новиот ректор. Најдоцна нов ректор мора да се избере до 15 јули, а постапката треба да започне некаде април-мај. Но, бидејќи има вонредна состојба и им постои владина уредба која вели и тврди дека додека трае вонредната состојба, не смее да се продолжуваат постапките што започнале претходно или што треба да завршат. Постапката или вонредната состојба завршува во сабота, колку што ми е познато мене, а сегашниот ректор постапкава за избор на нов ректор ја започнува во време кога владината уредба не ја дава таа можност. Истовремено нарушува неколку клучни позиции или точки во самиот механизам за избор и работи противзаконски. Например, веќе 2 години ректорот Јанкуловски не ја почитува надлежноста или позицијата председавач на совет, кој според новиот закон за високо образование треба да биде одредот на сенаторите, или доколку нема избран тогаш највозрасниот председава, тој си останува или остана на таа позиција и ги прави сите овие действија што всушност со кои всушност создава судир на интереси. Он е ректор на универзитетот, председава со Сенатот и е кандидат за втор мандат за ректор. Во сите овие активности прави уште процедурални прекршоци со тоа што најавува дека процедурата или документите и програмата за доставување од новите кандидати за ректор ќе трае само 5 дена. Ако знаеме дека позицијата ректор е повисока од позицијата декан, а во законот за позицијата декан програма и документи се даваат во рок од 30 денови, што значи се остава простор деканите да се запознаат со барањата, желбите, проблемите на сопствената институција, да се представат пред гласачите. И на крај уште еден момент, значи тоа не е дозволено, на вчерашната седница на Сенат не процедурално и не статутарно и противзаконски се избра комисија, горе-доле во една регуларна постапка, но со сите овие аномалии. Беше тажно да се гледа вчера Сенатот на УКИМ од 60-70 сенатори, како 7-8 сати беше малтретиран од страна на ректорот дека морале да изберат комисија во моментот кога уредбата на владата тоа не го дозволува. Ништо не се мора ако има прописи и правила. Тогаш не ги почитува нити статутарните одлуки, ниту законот и сето ова личи на еден обид за насилнички избор на ректор, тоест он да си обезбеди втор мандат и некако како во политиката, малку шверцерски обид за тивко во матна вода да се добие овој втор мандат, кога напротив од тоа Законот за високо образование дава многу подруги можности. Добро, начинот на кој што го разговарате ова, мене ми делува дека и внатре во Сенатот, односно внатре во највисокиот круг на образованието при самата, сега следува реконструкција на тие органи во УКИМ, постои некаква политика. Секогаш постои политика, интереси, одредени луѓе се однесуваат на начин кој што сметаат да се однесуваат, но ако ви кажам дека
во изминативе 4 години, во 3 години од мандатот на ректорот Јанкуловски, он нема тим, он го растори сопствениот тим. Он 3 години не испил кафе со тројца проректори, не се консултира за ништо. Позицијата председавач на Сенат му дава можност да става точки на дневен ред, да предлага агендата на сенатските состаноци и да прави буквално она што му го дозволуваат овие две мокни позиции. Значи и одвнатре, иако често бевме сведоци во изминативе 12 месеци дека постоја не само анонимни пишувања до медиумите, но имаше реални представки до Комисијата за антикорупција, кои воопшто не завршуваа со никакви резултати. Значи луѓето беа храбри, се спротивставуваа, но неговата мок како ректор му дозволуваше се тоа да го игнорира. Бевте заменик министер за образование и наука под се уште актуелниот министер. Која е ингеренцијата? Кои се механизмите и односно што е она што Министерството за образование во овој поглед може да го направи пред изборот на нов ректор? Па постојат 2-3 инстанции кои може да реагираат. Најпрви може да реагира Државната просветна инспекција. Они се заштитник на законот. Каква е таму констелацијата? Имате ли вие да речам условно надеж дека некој ќе реагира од таму? Секако надеж имаме сите. Еве како што вчера реагираше Комисијата за спречување на корупција, јавно ја повика Државната просветна инспекција да си ги преземе своите надлежности, да изврши надзор и да ги констатира овие аномалии или прекршување на статутот и на законот. Значи постојат структури, но тие треба да реагираат. Ние не треба секогаш да се судиме или да дигаме некоја голема врева, треба институциите да си ја вршат својата работа. Напротив, знаете, тука се работи, ова е всушност битка за високото образование. Ректорот Јанкуловски... Зошто ја нарекувате битка? Затоа што ректорот Јанкуловски е представник на една гарнитура која сака да владее апсолутистички, кој не трпи конкуренција, кој сака самиот да ги носи одлуките, која централизираше својата мок и 2 години веќе не ги почитува членовите од Законот за високо образование. Он не може да раководи со Сенатот. Мора да се демократизира, не само постапката за избор за ректор, мора да се демократизира целиот универзитет. Тоа она што се случува на УКИМ е огледалото на високото образование. УКИМ или Универзитетот Свети Кирил и Методи, неговите органи, мора во партнерство со владата да го спроведат Законот за високо образование. Таму има многу можности да се демократизира универзитетот, да се воведат новите структури за контрола на квалитет, да им се даде поголема можност за учество во управувањето на студентите. Знаете, многу можности и сето ова не се случува. И имаме сега, еве, јас сум кандидат, отворено тоа го изјавив, веројатно ќе има и други. Ние се залагаме за демократизација на универзитетот, за демократски избор на нов ректор, за демократизација на управување и носење на одлуки, за партнерство со владата. Мора финансирањето да се реши еднаш. Знаете, ние имаме единици факултети кои финансиски не се мокни да ги преживеат овие времиња. Имаме многу новоотворени универзитети и приватни, но и државни кои не ги достигнаа нивоата на потребниот квалитет. Значи има многу пиреј кој се намножи во високото образование. И она што се случува на УКИМ е показател дали ќе има реформи, промени, дали ќе се менуваат работите или ќе останат како до сега. И ова е всушност таа битка за високо образование. Професор, овој разговор е некаде, како што реков, месец и пол, 2 од нешто што треба да представува избор, нешто што можеби утедента ќе зборувам, можеби ќе заврши со уште еден наслов, дека актуелниот ректор господинот Јанкуловски е реизбран за ректор на УКИМ. Ние некако како разговорот да го фокусиравме на актуелниот ректор. Меѓутоа, веројатно не е само тој во прашање во цела оваа процедура. Па голем процент од темата е он. Од него зависи лидерството на универзитетот, од позицијата ректор, од ректорот зависи каде ќе дуваат ветриштата. Каде се студентите, каде се професорите? Студентите тек сега пред неколку месеци се конституираше универзитетското студентско собрание и факултетските собрања и ќе им треба време да проработат. Професорите се Каде оној професорски пленум кој што треба исто да ги поставува? Професорскиот пленум или членови од оној славен професорски пленум јавно настапуваат во јавноста и кажуваат дека состојбите не чинат, но голем дел од
нив се претопија или се зачленија во академскиот синдикат. Ако приметивте во овие месеци наназад, академскиот синдикат најжестоко се спротивставуваше на овие дејанија или активности спротивни на законот во високото образование. Но јас се согласувам дека постојат можности внатре во Универзитетот Свети Кирил и Методи професорите да си ја преземат својата законска улога и да почнат да си ги решаваат проблемите. Чи УКИМ се уште не личи на еден субјект. Внатре има многу ресурси. Видете, Универзитетот Свети Кирил и Методи во оваа држава е предпријатието со најдобри човечки ресурси, со илјадници доктори на науки, со луѓе во струките докажани и овде и надвор. Не може овој универзитет да нема внатрешни ресурси и да ги промени малку работите во високото образование. Мора повеќе да работиме, мора со владата, но и самите да ги рационализираме финансиите, но и всушност она што е најголема улога на третата генерација на универзитет. Универзитетот Свети Кирил и Методи и другите универзитети треба да се отворат и да влезат во општеството и заедно да ги водиме и општествените промени и да ја помагаме на економијата. Тука се и оние можности што ги нудат евроинтеграциите и сите оние силни ресурси од Брисел, но секако студентите се круцијални. Без нив не можеме ниту да работиме на квалитетот на образование, а и они се иднината и на општеството и на сите дејности што постојат. Професор, убаво рековте, таму се најквалитетните кадри, таму се потенцијалните државни службеници во блиска иднина. Во таа насока, колку УКИМ инвестира во науката? Колку УКИМ досега, рековте самите дека таму има средства, меѓутоа немаме некој голем резултат, немаме некој голем импакт. Ту и таму ќе се појават студенти од некои универзитети, односно од некои факултети кои што освоиле награди за иновации, освоиле не знам што, различни надпревари светски, не само европски. Меѓутоа, кога ќе се спомне науката, нема со што многу да се пофалиме. Не инвестираме во... Дали е исплатливо пред се да инвестираме како Абсолютно. Мала држава во таа наука? Образованието е голема инвестиција на секоја паметна држава. Ако претходно во првиот дел на разговорот го потенцирав демократското управување со универзитетот, во вториот дел морам да кажам дека се уште не се извојувани сите сегменти на автономијата. Голем дел да, но се уште останува еден мал дел, особено во финансиите. Ке мора на универзитетот, на државните јавни универзитети да им се даде и таа автономија, да може да располагаат со ресурсите, да може сами да управуваат со инвестициите, не само во развојот, туку и во научно-истражувачката дејност. Она што вложува УКИМ во научно-истражувачката дејност е многу мал дел. И морам да потенцирам дека трошењето на финансиите од интегративните функции е нетранспарентно. Ние не знаеме, професорите на УКИМ не знаеме 40% од интегративните средства каде одат. Тоа се некако во тие извештаи се губи трагата, значи не се владее транспарентно. Ке мора и внатре во универзитетот да се владее транспарентно, да знаеме каде се вложуваат, но и мора државата малку повеќе да инвестира во научно-истражувачката дејност. Гледаме некои фондови добро се ситуирани, но мора да се даде можност и малку повеќе да се инвестира, а не нашиот процент да биде 0,02 или 0,04. Има ресурси кои треба да се пренасочат и во буџетот, државниот буџет, но и на самиот универзитет. Реков еднаш, ке повторам, бевте заменик министер за образование и наука, самиот заминавте од таму, во тој момент се сеќавам, упативте едно отворено писмо до тогашниот премиер Заев, во кое што ги потенциравте некои од најголемите аномалии на тоа образование. Потоа отворено јавно го критикувавте министерот за образование Бектеши. Се извинувам, Арбар Адеми. Во тој поглед, ако сега се трне настрана коронавирусот, 3 месеци разговаравме овде во студиото, разговаравте со некои од колегите. Во тие 3 месеци, што е она што го имаме загубено како, ајде да речам, генерација со знаење на кое што тие 3 месеци може би и не достигаат. Како го положи Македонија овој испит со оглед на тоа што па не само ние, се справуваа и останативе држави со некои слични механизми. Вие знам дека говоревте дека е многу лесно, има подготвено пилот проект според кој што од првите генерации треба да се започне со прилагодување на младите со технологијата. Но таа технологија пред се ја немавме низ цела држава,
а потоа беа дискутабилни и начинот на кој што се водат самите програми и во основно и во средно образование, па и еве во факултетско. Што испуштивме ние после оваа корона, после овие 3 месеци? Значи, овој период беше период на анализа и преиспитување, но ако се навратиме на еден подолг период, некако како образовните реформи да го загубија здивот. Владата некако се концентрираше на други сектори, кои веројатно се приоритетни, и во тоа губење здив заборавивме дека образованието и здравството се всушност најважните обштествени дејности. Ако тука не инвестирате, ако тука не се менувате, ако тука не дадете квалитет, имаме паѓање на квалитетот на живот. Мислам дека треба да се создаде повторно потреба, да се има сенс дека здравството и образованието се најважните сектори, да се создаде како зборуваме обично, да се подигне свеста дека образовните реформи се приоритет и дека всушност од тие два сектори зависи нашата иднина. Мислам дека на многу структури во овие 3 месеци им стана јасно тоа. Видовме како се мачат наставниците и професорите во овие 3 месеци, нема подготвено многу работи, особено за вакво онлайн работење, иако добрите наставници си ги создадоа своите услови, но системот остана ист, не е променет. Ние мораме системот да го промениме, луѓето да сакаат да се менуваат и заедно ова да го направиме да одиме напред. Воопшто не е тешко да се направат добри промени, но тие треба да се посакуваат и да знаеме што правиме. Професоре, пред да го отстапиме студиото на Чомовски и неговиот гостин, имам уште едно прашање за крај. Рековте и зборувавме за тоа дека и внатре во Сенатот и при изборот на ректор постои некаква политика. Во самото образование, во самото Министерство за образование и наука секако дека постои некаква политика. Вие јавно го критикувавте господинот Адеми, јавно пишувате писмо до господинот Јанкуловски, јавно упативте писмо и до господинот Заев. Во таков еден амбиент, кога луѓето тешко се изборуваат за своите идеали, за представување на своите идеи. Мислите ли дека ќе не идете на слух и поддршка од вашите колеги, особено што рековте и самиот дека со 5 денови не може луѓето да се запознаат со она како програма вие имате да го понудите за нов ректор науки? Мислам дека е создаден момент и почувствувано е присутно е чувството од огромно незадоволство на универзитетот и дека луѓето сакаат промени. Мислам дека има можности и дека ќе успееме ова да го направиме. Јас по идеологија сум идеалист. Еве секторски вие точно кажавте, добро сте ме прателе и многу новинари со кои редовно комуницирам, за што све сум се залагал. Мислам дека е возможно, мислам дека е време да се променат работите. Мислам дека редно е после 25 години ректорското столче да го заземе човек од општествени науки. Мислам дека никогаш немало ректор од мал институт. Мислам дека никогаш немало ректор кој научната дејност му е основна дејност и мислам дека со една отвореност, со транспарентност, со канализирање на енергијата на многу професори кои ми се обратија овие 4-5 месеци знаејќи дека сум кандидат за ректор, мислам дека сакаат луѓето промени и сакаат подобро образование. Заедно можеме да го направиме ова. Денеска во 10 часот започнува ректорската управа и денеска конечно ќе видиме како ќе изгледа конкурсот за ректор. Дали ректорот Јанкуловски ќе си ги задржи своите цврсти, ригидни и централистички желби и позиции, или пак ректорската управа заедно со Сенатот ќе овозможат демократски надпревар, ќе овозможат да победат идеите и доброто и промените, секако за доброто на општеството. Ви благодарам што одвоивте време за утрински брифинг, секогаш достапен за медиумите. Професорот Јанкуловски, ќе стапиме во контакт со него, со актуелниот ректор Никола Јанкуловски, ќе стапиме во контакт, ќе разговараме и тој да гостува овде во студиото во наредните денови токму на оваа тема. Јас, господин Атанасов, ќе ви се заблагодарам уште еднаш.